Благодарам, председателя. Почитувани колеги съветници, на самия старт от моята дискусия по точката разно, сакам да го искажам своето неразбирање, зашто веќе втор пат, еве на денешната седница, гласавте против одлуката за изплачање на паричните средства на членовите на Општинската изборна комисија и на членовите на избирачките одбори. Во нашето образложение за поставување на точката на дневен ред, веќе кажавме дека се поминати 6 месеци од спроведувањето на локалните избори, а сите знаеме дека членовите на Општинската изборна комисија, членовите на избирачките одбори, професионално... Значи, това беше точка на дневен ред, така? Това беше предлог за точка. Не може да коментира. По точка разно, и аз сакам да ја известам неготинската јавност дека советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Неготин на секоја наредна седница ќе го дава истиот предлог за точка на дневен ред. Од причина што не станува збор за политички поени дали советничката група на СДСМ ќе добие некој политички поен повеќе или не. Членови на Општинската изборна комисија се и представници на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Членови на избирачките одбори се представници и на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Почитуван градоначалнич, иако се нервирате зашто сега ја коментирам оваа работа. Секој ден до нас, како членови на Советот, од граѓаните кои што биле членови на избирачките одбори, стигнуваат истите дари. Кога, да молам, за сериозност пред себе, кога ќе се исплатат парите наменети за членовите на избирачките одбори? Кога ќе се исплатат парите за луѓето што честно и професионално си ја завршија работата веќе пред 6 месеци? Дали, почитуван градоначалнич, вие со вашата администрација ќе чекате некои наредни избори, па со тие пари 2 до 3.000 денари, може би ќе им кажете дека еве ова се парите што Општина Неготино е задолжена да ви ги даде. Ние знаеме дека за прв пат од изборните циклуси што до сега се спроведувани, Општината е должна да ги исплача. Но не знаеме зошто токму сега е проблемот за исплачањето на средствата. Помина и Неготинскиот панечки. Ја покачивме цената на тезгите, собравме што собравме пари, но парите до граѓаните кои што ги чекаат од Општина Неготино повторно ги нема. Почитувам председателя, ве молам да апелирате на градоначалникот да биде трпелив, да ме изслуша. Почитуван градоначалниче, предлагам во најкраток можен период да ги исплатите парите наменети за членовите на избирачките одбори, членовите на Општинската изборна комисија. Луѓето за тие пари си ја заработија работата, Општина Неготино е должна да му ги исплати. Значи, што се однесува до советникот Димир Витанов, апелира на сериозност, сама гледам по целата негова дискусија се смее и некако игнорантски се обрече на граѓаните на Општина Неготино. Значи, тоа не е манер што треба да се грижи за граѓаните на Општина Неготино и би било по-добро да се грижи за својот месечен паушал кој го добива на време секој месец. Значи, како советник на Општината, редовно го добива паушал.